Место да ги фрлаат остатоците од зеленчук и овошје, земјоделците да ги употребат за производство на органско ѓубриво. Ова е апелот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, каде годишно се создава околу 22.000 тони органски отпад, кој завршува на селските депонии. Од таа причина Центарот со европски пари ќе дели 400 компостери на земјоделците за да може да го селектираат отпадот, но и да вршат компостирање за добивање органско ѓубриво. Преку овој проект се набавува 400 компостери за нашиот југоисточниот регион, кои секако не се доволно за да се направи некој значаен чекор во делот на заштита на животната средина, меѓутоа тоа само е еден начин како да им покажеме на граѓаните на кој начин треба да компостират. Тоа е најважниот дел од нашиот проект и на нашата цел е подигање на свеста кај граѓаните, започнување со селекција и користење на придобивките од компостирањето. Комуналните предпријатија и општините да обезбедат услови за селекција на отпадот, а во руралните средини можности за компостирање, бидејќи повеќе од половината од отпадот е органски, кој завршува на ѓубриштата, истакнуваат од Министерството за животна средина. Повеќе од 55% во овој регион е органски отпад. Тоа значи дека сериозно треба да се размислува што со тој отпад, затоа што и органскиот отпад представува извор или на енергија или создавање на нова почва. Во овој земјоделски крај тоа и такако може да биде искористено и повторно да се врати отпадот на земјоделските површини наместо да го трупаме наоколу по диви депонии. Компостерите во Југоистокот ќе се делат бесплатно на заинтересираните домакинства и земјоделци. Проектот е дел од програмата за прекогранична соработка со соседна Бугарија, а парите ги обезбеди Европската унија.